1-2 Филипче, денес во пратенички прашања и Транчевска реагираше во смисла дека сте ги излагале превозниците околу проблемот што го имаат со Европската унија и престојот на ниво Европската унија. Како го коментирате се тоа? Дали има вистина во нивните проблеми? Па не сум изненаден, гледаме еден нихилизам, една црна кампања, една гнасна кампања која што доаѓа од СДСМ. Јас сум свесен дека и Венко Филипче е свесен дека му се ниша позицијата во СДСМ. Ја има практично киднапирано партијата за цели кои што само тој ги разбира. И буквално се однесува како бомбаш самоубиец, односно сакајќи да се заштити себе и собствената позиција во партијата, уништува се околу себе. Најголем проблем е што овој начин на комуникација создава една токсична атмосфера во општеството, создава една атмосфера која што не е добра и нешто што не ќе Македонија да го види. Во исто време не кара и со стратешките пријатели, знаете дека цела кампања водеше против Велика Британија, со која што потпишавме стратешки договори, со која што имаме стратешко партнерство. И во рамки на овој исти наратив се случува и ова што последно го споменавте, а тоа е извртување на она што е кажано, извртување на фактите. Фактите се следни. Пред неколку недели превозниците од Македонија и од целиот регион со право ги блокираа граничните премини кои што одат кон Шенген зоната со барање да Европската комисија започне диалог за решавање на проблемот за престој на професионалните возачи во рамки на Шенген зоната. Значи, повторувам, нивното основно барање беше да се започне диалог. Планот нивни беше да блокадата трае 7 дена, на 4-тиот ден излезе председателката на Европската комисија и кажа дека таков диалог ќе се случи и презентираше документ кој што се вика нова визна стратегија на Европската унија, со кој што документ возачите се признати како професионалци. Тоа беше едно од основните барања. И во рамки на овој диалог кој што се води во моментов треба да се донесат конечните решенија. Никој никаде, а камоли во систем голем како Европската унија, не очекува дека за 2 недели сите работи ќе бидат решени, туку тоа што и јас го кажав, тоа што го кажа и Европската унија тогаш, беше дека ќе започне овој диалог и дека новата визна стратегија е начинот и патеката по која што ќе се оди. Така беше, така се случува и сето друго извртување на фактите. Веќе имавме еден состанок на политичко ниво, еден состанок на техничко ниво. На 24 февруари пак има состанок на техничко ниво. Има доволно време да се изнајдат финални решенија, имајќи предвид дека за превозниците ќе се одложи примената на ЕЕС системот и наместо од април ќе почне да се применува од крајот на септември, така што до крајот на септември има доволно време и доволно начини да се изнајдат финалните решенија и истите да се имплементираат од страна на сите 29 земји членки на Шенген зоната, што ќе се согласите не е мала работа. Така што ние од една страна работиме и испорачуваме, од друга страна Венко Филипче и СДСМ водат црна кампања, малце повеќе треба да се погледаат себе си, чека јавноста одговори и за набавката на вакцини преку Стабри од Хонг Конг, и зошто Македонија беше последна која што доби вакцини во корона кризата, како што чека Македонија одговори и за модуларната болница во Тетово, како изгоре и како 14 луѓе таму го изгубија животот. Тоа би било одговорот. Благодарам. Да. Да, ние почнавме на многу сериозна политика на привлекување авиокомпании и авиолинии, имајќи предвид дека Македонија за жал нема излез на море и аеродромите се нашиот единствен излез за тука да доаѓаат повеќе туристи, да доаѓаат луѓе и за бизнис, но и шанса за македонците да можат да излезат надвор и да патуваат. Она што сум горд е дека од избор на владата до денес веќе имаме 23 нови директни летови и 23 нови авиолинии. Последни се овие две кои што одат за Алгеро, Сардинија и за Палермо, Сицилија во Италија. Она што исто така ми е драго е дека двата аеродроми, Скопскиот и Охридскиот, поминаа 3,5 милиони патници. Ако видите дека Македонија е 1.800.000, тогаш јасно е дека далеку над бројот на население кој што го имаме. И ако некој спинува, да бидам прецизен, Скопскиот аеродром оваа година ќе биде лидер во регионот на поранешна Југославија, односно ќе биде аеродром број 1 по раст во регионот на поранешна Југославија, што е исто така за гордост, имајќи предвид дека и Загреб, и Сараево, и Белград се поголеми како градови од градот Скопје. Тоа е една
додадена вредност, а веќе со вчерашната седница на влада започнуваме директни разговори со Саудиска Арабија, очекуваме и од таму веќе да објавиме за брзо време дека ќе има директни летови до Скопскиот и до Охридскиот аеродром и ќе продолжиме со оваа политика на стимулирање на авиолинии. Очекувам оваа година да поминеме 4 милиони патници, што ќе е апсолутен рекорд.